председателе, за вашето европско однесување во вторава сесија од ова предложение. Значи, процедурално што ми е изумот, да речам, или предлогот, пред да преминете начинот на гласање, очигледно е дека ќе изгласате да се дополни дневниот ред на оваа седница. Согласно членот 153 од деловникот, гледам дека во членови на Комисија за европски прашања е и представникот Алијанса за албанците, со кој што пред паузата имавме една така процедурална дебата. Па еве, добро би било да се разгледа можноста колегата, доколку навистина тврди дека нивниот предлог закон бил подобра верзија на овој што сега ќе се гласа за да биде точка на дневен ред, да се произнесе против да биде точка на дневен ред овој предлог на закон, доколку одлучувачки е, секогаш се одлучувачки, но зависи на која страна се, и доколку гласа против или за, ќе видиме, тогаш постои една варијанта, согласно како што кажав членот 153 од деловникот, комисиски, еве, јавно кажувам тука дека ќе ја добие нашата поддршка, нивните, ако биле искрени предлози за измена на законот за игри на среќа и игри на лотарија, комисиски да ги изгласаме. Затоа постои математика во овој состав на Комисијата за европски прашања, значи останува дали овој предлог ќе биде прифатен од страна на колегата од Алијанса за албанците или ќе остане повторно само декларативно неговото заложување, а за потсетување сегашниот негов коалиционен партнер на нивниот предлог на закон од април 22 година има потпишано негативно мислење, но можеби сега ќе се сменат работите. Еве, ние подаваме искрено рака и доколку тој гласа заедно со останатите ние 6 и плюс 1 се думина, тогаш или нека гласа против оваа точка да биде на дневен ред, или доколку гласа за или воздржано или никако, тогаш да одиме комисиски да ги предложиме точно нивните предлози за измени на овој закон. Да видиме сега кој декларативно или кој навистина води отворена борба против корупцијата и криминалот. А со нивните предлози, колку што паметам, требаше да се оттргнат бизнис интересите од овој закон, само да се почитуваат граѓанските интереси во изготвувањето на овој предлог на закон, како што кажа асоциацијата, тргнати се, не се информирани, не се консултирани. Еве последната можност за спас. Значи, предлагам или прво да не гласате точката да биде на дневен ред, или, ако веќе ја се изгласа, тогаш да одиме со комисијски предлог амандмани, за кои што ќе добиете наша поддршка. Мислам дека и повеќе од фер ова. Ви благодарам. Да, може и пауза да побара колегата, доколку се согласува. Само да